Мојот прв гостин утринава, откако ве поздравив како што треба, од себе за гастрономија разговаравме, допрва доаѓа доктор Митов во текот на денот. Ќе го имаме господинот Бујар Османи, со кого ќе разговараме, се разбира, за актуелни прашања од неговиот ресор. Моите колеги носат уште 3-4 соговорници, но јас утринава сакам да започнем со господин Љубомир Ѓурчевски. Добро утро, господин Ѓурчевски. Добро утро, поздрав за гледачите на утрински брифинг. Благодарам. Вие сте поранешен висок функционер во Министерството за внатрешни работи, долгогодишен начелник и човек кој што често го викаме кога треба нешто да разјасниме, е врзано за полиција, истраги и така натаму. Вчера се случи за наши прилики едно прилично спектакуларно апшење на поголема група на државни службеници, меѓу кои полицајци, цариници, кои што се осомничени за помагање и шверц, заправо ќе видиме што точно ќе биде злоупотреба на службената. Така е. Веднаш им се одредени казни притвор, а се работи за разбивање на очигледно некаков синџир на шверц на велат амфетамини, односно хемикали кои помагаат, и тоа стотици. Кој што се репроматеријал за производство на кокаин. Кој што одел од Скопскиот аеродром кон Косово и потоа веројатно се растурал низ Европа. Кој е вашето вака првичен впечаток, првата импресија од целата оваа акција, бидејќи по информациите таа, значи овие биле ставени на ПИМ мерки, посебни истражни мерки неколку месеци наназад, веројатно повеќе, од 2 ноември, ако не се лажам, од почеток ноември почнала. Од 8 ноември 2021 година. Кој е вашиот впечаток за целата? Значи, пазите, целата оваа операција започнува од моментот кога на карго аеродромот во Скопје пристигнуваат нели оваа сировина, која што ја увезуваат организација која што се занимаваат со промет со мобилна телефонија и галантерија за мобилна телефонија, но при тоа, значи, таа е пропуштена без оние потребни мерки кога се увезуваат вакви специфични материјали кои што царинската управа и полициските службеници кои што работат на граничните премини, односно на аеродромот, биле должни да ги преземат сите со закон пропишани дејствија за Пратката доаѓа од Блискиот исток. Тоа во терминологијата на царината е црвена линија која мора да се проверува. Точно, затоа што тоа е балканската рута на хероинот и кокаинот. Значи Авганистан, Блискиот исток, Турција, Македонија и натака до Западна Европа. Значи не е онај интерен балканска врска која што е марихуаната, каде што ни се Албанија, Косово, Македонија како најголеми производители на ова марихуана, каде што и веќе е и постапки за легализација и легално извезување на цветот и производство на кан оилот, нели, како од медицински аспект, затоа што марихуаната ја делиме на два аспекти, медицински, хуман и овој кој што е злоупотребата како наркотик, но да ја тргнеме неа. Ова е сепак за тврди дроги. Овде станува збор за тешки дроги, не се оние синтетички дроги, но се тешки дроги, значи хероин и кокаин, од кој што се станува зависник, каде што Зачуден сум што прилично голем број на службени лица се уапси, но јас можем да разбирам конспирација да се прави со 1-2 луѓе, тоа остане во еден круг, но овдека се десетина службеници. Видете, често пати јас во моите настапи кога го анализираме организираниот криминал, често пати нели доваѓаме сите до оној заклучок дека без учество на полиција, на царина и на другите државни институции не можеме да зборуваме за организиран криминал. И тука, значи, кога зборувам за сите државни институции, мислам и на судската власт и на извршната власт, кои што значи се главниот клjuč околу создавање на тие и делување на тие криминогени групи, како што го имаме конкретниот случај. Загрижуваат фактот што години наназад ние во Република Македонија, значи немавме досега спроведено ниту една вака позначајна постапка како ова што ми се случи вчера против државни службеници, значи од царинската управа, од полицијата, од инспекцијските служби, од управата за приходи и така натака, а сите зборуваме за висок степен на корупција во Република Македонија, особено нели во последниве години каде што дојдовме малтене до дното. Европското дно одамна сме го надминале, ама сега вика зборуваме веќе за светското дно, 111 место на тие рангирања во светски рамки. Значи состојба која што не загрижуваат во делот на корупцијата, а овај е еден од главните елементи, нели, викаме злоупотреба на службената положба со неизвршување на службени дејствија кои што биле должни да ги извршат. Тоа станува за полициските службеници и за царинските службеници.
Сакам да ве прашам нешто што од секогаш ми представува известна дилема. Откривањето Македонија не се смета за голем пазар и за значаен пазар за дрога во балкански па секако во европски светски рамки, туку повеќе како канал за транспорт. И таа е рутата. Ја знам дека криминалците за да може да регрутираат поштари на рутата мора и да имаат и зависници, бидејќи најчесто се зависниците тие што се еден мал дел регрутираат на така, еден мал дел останува пазарот, но што ми е поентата? Кога и да сум разговарал, говорам за последните 20 на години со луѓе како вас, со експерти, со бројни ваши колеги кои што и актуелно се занимавале со овие проблеми, тие ни велат дека гледате најголемата сила во светот за разоткривање овие работи е американската ДЕА. Така. Тоа е службата која се бори во светски рамки, американската служба, и тие ми велат дека тие инсистираат дрогата да не паѓа низ каналите во Македонија, туку да се пропушта за да се видат крајните дестинации каде одат и таму се апсат големите риби, големите мрежи. Тоа повлекува вие што велите дека кај нас тоа поминува и никој никого. Не, видете. Тоа да го малку поразгледаме. Ова прашање кое што вие го наметнувате станува збор за контролирани транспорти. Така. Значи тие контролирани транспорти кои што се меѓународни канали, значи дел од нив ги спроведуваме и преку Интерпол по пат на меѓународна полициска соработка, така и падна онај каналот во Република Македонија на франкфуртската екипа која што заедно е работевне со Република Австрија во 2009-2010 година, знаете дека тогаш имаше во аеродром се случи едно убиство и така натака. Чи ова е суптилна работа и тешка работа, особено во обезбедување на докази за да се дојде до големите риби, до оние каде што завршуваат најголемиот дел од финансите. Тие не се во Македонија. Не, да не се лажиме. Значи сите тие се присутни на големите пазари. Односно држави со милиони жители каде што да кажеме 5% од популацијата на една држава каде што се уживатели на опојна дрога од држава од 70-80 милиони жители, 5% е загрижувачка бројка, а тоа по Европа ни се случува, особено по Западна Европа, Германија, Франција и така натака, кои што бројки се и текако критични. Од тука тие држави се заинтересирани, значи да имаме добра полициска соработка и да имаме контролирани транспорти. Но ние сега овде зборуваме за еден вид на злоупотреба на службена положба каде што се набавуваат се уште сировини за производство на дрога, а сите имаме некои оперативни сознанија, нашите оперативци од Министерството за внатрешни работи имаат оперативни сознанија дека веќе на Косово ни се развиваат и производство. Како лаборатории, така, точно тоа. И Косово станува една територија во која што веќе имаме производство, од кое што производство понатака се дистрибуират, а дел завршуваат и на нашиот пазар во Република Македонија, каде што бројките покажуваат дека постојано ние имаме зголемен број на уживатели на опојни дроги што треба да не загрижуваат сите. И Министерството за внатрешни работи, и Министерството за здравство и така натака, затоа што зборот ми беше може ли понекогаш да се работи и за меѓународно инсистирање да не паѓаат тие мрежи, не да може. нема апсења. Тоа ми велат, гледате, ние точно знаеме камион, транспорт и така, влегува од Црна Гора, оди кон Грција. Ние само обезбедуваме, го следиме по патот. Ми велат, следиме, се разбира, снимаме кои се тука контактите, така натаму, но не смееме да реагираме, бидејќи за него е планирано да падне во Холандија кој ќе стигне. Дозволете, еве сега ќе ве вратам на една пратка пред 2 години, која што требаше да заврши во Република Македонија, 1000 килограми кокаин, кој што требаше да заврши во Грчец, фатив не само 1 килограм, и GPS-от, значи што беше следена целата таа пратка, значи она што е таа соработка, како ова вие што го наметнувате прашањето, значи тоа се одлучуваат на многу повисоки места каде што и како ќе се сечи, таа пратка беше пресечена во Босна и Херцеговина, бродот стигна во Неум, тоа беше пред 2,5 години, но тука пак дојде до израз она што ние кажуваме дека има еден степен на недоверба према македонскиве институции, особено према полицијата, и затоа ова ни се случи, и затоа ни се случи и сечењето на командирот од Прилепската полиција, значи каде што колегите од пријателската служба од ДЕА, која што е присутна тука како инструктори, како се, преземаат действија за апсење затоа што никој од Министерството за внатрешни работи, односно секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди не презема действија за да ги
откриет овие корумпирани полициски службеници за равчистиме на работа, че во Министерството за внатрешни работи и во другите институции имат прекрасни професионалци. Има луѓе кои што си ја знаат работата максимално професионално, ги знаат каналите, ги знаат движењата и така натаму, знаат да бидат конспиративни во превземањето на полициските действија и се што треба, значи се што краси еден професионалец. Но за жал, лошата кадровска политика во Министерството за внатрешни работи, особено после 2001 година, не доведе до една ситуација, значи да се наруши професионалноста во Министерството за... Не само да зборам ја за Министерството, сега зборувам за Министерството за внатрешни работи и за Царинската управа, пошто делот на криумчарењето како кривично дело е во надлежност и на мобилните екипи од Царинската управа, не само... Имаат и законска способност за следење. Така, и за следење, за се, затоа што и законот за кривична постапка неми во членот 142 им дозволил примена на посебни истражни мерки. Нели, исто како и на полицијата, така да тие овластување кога ги имаме, но пак ќе се вратам на тоа. Значи, несоодветната кадровска политика, ние за жал, дури тој министерот Оливер Спасовски во неколку наврати го ветуваше како состојба. Ние имаме криминалисти, дипломирани криминалисти, значи кои што се посебно обучувани, кои што изучувале криминалистика, тактика, техника, методика и така натаму, кои што не ни се вработени. А нивните работни места ги држат физкултурци, педагози и така натака, што не им е место. Тоа е проблем. Тоа е од културата до доктори, предпоставувам. Сакам нешто друго да ве прашам. Оваа операција се ефектураше во оваа фаза, уапсени се луѓето, ќе видиме сега обвиненијата. Мерка притвор има, обвинителен акт ќе проследи. Така е, 30 на дена се сите, освен во еден случај кој што 8 дена притвор предаден заради обвинението кој што се подготвува, ќе видиме како тоа ќе се развива. Ќе го следиме случај. Кажете ми, што следува сега во полициските царинските структури од внатре сега? Оти ова веројатно не завршува само на овие 6, 7, 8 и така да. Има ли сега внатрешно преиспитување, овие служби за внатрешни контроли, некакви други нивоа, се работи ли сега на тоа или сите вика... Ние треба да дојдеме до израз, односно вие медиумите и ние како експерти кои што настапуваме по медиумите, значи треба постојано и перманентно да им стоиме над главата на овие институции и да ги не да ги присилуваме, него едноставно да ги насочуваме да отвора такви истраги и такви постапки внатре во самото министерство со цел да дојдат до равчистување на состојбите, односно до ослободување на што повише од онај корумпиран полициско-царински или било каков инспекцијски служби. Затоа што ние, например, само последниве години имаме неколку големи потреси кои што ни се случија во Министерството за внатрешни работи. Сакате пасошите, сакате ова паѓањето на командирот во прилеп, значи тоа се големи потреси за едно министерство каде што... Мислите дека во министерството ги излекуваат поуките што треба да ги излечат? Па мислам... Дури, гледайте ве прашам, дури не неопходно дали е јавноста што се запознаена. Предпоставам дека во вакви постапки има работи кои што и се подискретни, нели, сепак се работи за службени лица, за идентитети кои можда не треба да се дознати така натаму. Еве, по вашите канали се одвива ли нешто во Министерството за внатрешни после овој вид на скандали? Јас морам да констатирам дека во Министерството за внатрешни работи перманентно нешто се преземат од страна на секторот за внатрешна контрола, но мислам дека ефектите од нивното превземање некако немаат резултат. Финишот не е добар. Крајот на нивниот вложен труд на колегите од секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, тоа се должи, јас морам да констатирам и тоа често пати сум го кажувал, значи пак ќе се вратам, несоодветна кадровска политика и голема политизација, односно влијание на политичките партии, дури и во конкретниот случај, ако сакате да зборуваме, вие имаше синојче веќе и револт кај одредени луѓе од семејствата кои што се тесно врзани со политички партии кои што реагираа многу остро према изјави на ваши колеги новинари кои што се беа на лице место во диво населје во Куманово за да извлечат што повеќе информации, нели, од интерес за јавноста. Зборувам информација од интерес за јавност, не зборувам ова што е дискретно. Сакате да кажете дека е можно и партиите и политиките да се во овој синџир на влечење дури и материјална корист од сето? Пазете, дозволете, значи ние викаме во овие услови каде што политичките партии толку многу го штитат, односно организираните криминални групи ни се инволвираа во политичките партии до степен на највисока корупција, за да се поставуваат прашањето дали во Македонија мафијата не си купи држава.
Ме разбирате, кога ние како интелектуалци разговараме и размислуваме и тоа прашање го поставуваме како теза за разговор. Добро, сте биле началник, Да. сте биле човек со големи одговорности, и вие не сте апселе тогаш политичар. Па Сега лесно е кој ќе отиде човек во пензија, кој ќе се тргне да каже ви партијата и политиката видете, е јас поврзана. сега- Но каналите за дрога не се измислени од вчера. нели, Сето тоа постои. Ама ние не- Сега сакам да кажам, малку е комплексна таа работа, има баланси кои што се деликатни во Дозволете, цело. затоа јас реков, затоа што ние имаме една состојба на неказнивост. Значи години наназад. Не е тоа само сега, последниве 4 години. Јас зборувам од 90-та, од 91-та, кога бројот на уживатели на опојна дрога, од период кога можевме да го изброиме на една рака, ни порасна на 1000, на 2000, на 3000 регистрирани уживатели на опојна дрога. А тоа што значи? Тоа значи одредена количина на дрога присутна на пазарот за задоволување на потребите, нели, на толков број на уживатели на опојна дрога, што значи дека и 90-тите години тоа го имало. Во неколку наврати сум се обидувал да ја третирам таа тема, пошто еве јас сум долго во новинарството Така. и тоа е секогаш интересна тема, а е деликатна, не е за помлади колеги, бидејќи знае да биде Многу е опасна и суптилна така и многу е тешка. Суптилна, тешка и така. И морам да ви кажам дека ќе направам серии разговори. Сето тоа на крај човек мора да застане, бидејќи не може, прво ние немаме функција инкогнито да влегуваме во мрежите Така. и така натаму, и тоа Така. сега не ни е работа и така, но во принцип многу малку луѓе речиси никој не сака јавно да говори. Тоа што ќе го кајве, вие говорите, ама со една доза на резерва, не на резерва. Пазете, ние стално се трудиме да кажеме дека располагаме со основани сомненија. Целта наша на овие дебати, на овие разговори, целта на медиумите е да го поттикнеме онај дел на обвинителството кој што треба да постапуваат под допрен глас. Разбирате, значи тие институции нас не се битни. Обвинителство, полиција, кои што треба да постапуваат под допрен глас. За крај да ве прашам, бидејќи нашите формати се такви што немаме за Времето големи брзо лета. дебати и така. Предпоставам дека ова не е единствениот канал кој функционирал во соработка со царина и полиција за овој вид на илегална активност. Веројатно вакви канали, ова е сега паднато аеродром, ама предпоставам дека и по другиве гранични премини Има така секаде, се и се што има се секаде. случува. Што е сега првата реакција на тие, да кажем, луѓе кои се инволвирани во ова? Видете сега че има еден период, че има еден период че има еден период на смирување на сите активности со цел да се видат действијата кои што она што преđe го разговаравме, действијата кои што ќе бидат предземени од страна на министерството и колку ќе биде продолжена истрагата во рамки на овој период од 30 на дена додека траат меркава притвор. Значи затоа што сега ќе се спроведуваат истрага, ќе се обезбедуваат докази. Може некој да проговори од нив, така, сега тоа е водат- надлежност на ќе обвините. се пазарат. Ете во тој дел ние не можеме да зборуваме затоа што нели истрагата е тања работа и таму не би требало да се впуштаме и да на некого му кажуваме како да си ја изврши службените действија. Но пак ќе се вратам на она што ме чепнавте во мое време. Јас ќе ви кажам, земете статистики од Министерството за внатрешни работи. Ние во 98-99 година во делот на организираниот криминал, се уште немавме односно одел за организиран криминал, во рамки на инспекторатот за стопански криминал. Имавме преку 300 и нешто пријави поднесени против за приватизации и тоа за големи приватизации. Неказнивоста нас не уништи како министерство и затоа дојдовме до лоша приватизација, ме разбирате? Неказнивоста. Вие се сеќавате на големите случаи на фершпет, на пивари, на купувањето, на силното купување на акции, така на што е моја област што јас сум го пишувал и во мојот магистерски труд го има напишано и од појавата на организираниот криминал во бивша Југославија. Тоа е тема многу јака и многу интересна. Разговарали и друг пат, но бара многу повеќе Многу време. повеќе време и многу поголема елаборација. Морам да ви се заблагодарам. Благодарам, ми беше занимлjivo, сакам да ја држиме темава отворена, бидејќи навистина е така, ако не следуваат сега. Јас секогаш велам случаите за работи се случуваат несреќи со обраќања, мора поуки да извадиме. Оти смислата на општеството е да види што може да ја коригира тоа кое се случило, се случило. Затоа сакав утрина да поразговараме. Ви благодарам, господине Ѓурчевски, што дојдовте. Стојам на располагање да отвориме и поширока дебата. Ќе отвориме и таа поширока дебата. Да дебата. отвориме и поширока дебата, затоа што се ова интересни теми.